Добро утро. Почитувани, да си кажеме ова утро за јавното здравје, односно за факторите на долговечноста. Повод за тоа е најновата статистика која обелоденува намалување на растот на животниот век, на просечниот и очекуван животен век и на европејците, меѓутоа посебно на македонските граѓани. Гости на оваа тема е доктор Александар Митов. Доктор Митов, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, ви благодарам за поканата. На почеток, статистиката која паѓа во очија, тоа е дека македонските граѓани во просек живеат 7 години помалку од европејците. За жал, да. И тоа во најголем дел се чини дека се должи на високиот процент на кардиоваскуларни заболувања кај нас. И ќе го објасниме тоа, тоа е смртноста од срцевите и од мозочните удари. Како европејците го чуваат срцето подобро од нас? На неколку начини. Например, интересен парадокс, тој што го нарекуваат француски парадокс, е дека Франција конкретно е земја која што користи многу вино и од друга страна пак јаде многу мрсна храна. Нивната кујна е доминантно на путер, за разлика од нашата. Но сепак тие имаат многу подобри бројки кога станува збор за срцевото здравје и смртноста од кардиоваскуларните болести. Меѓутоа, како го чуваат на начин што го прифаќаат како еден комплекс кој што излегува надвор од храната. Храната е еден дел. Има многу одредници. Следната одредница е степенот на физичка активност. Кај нас, за жал, иако живееме во прекрасни услови, нашата клима одговара, е многу добра за движење, за активност, ќе го исклучиме зимскиот период кога има многу загадување, настрана од тоа. Меѓутоа, ние физички сме, например, од нив многу помалку активни. А кај срцевото здравје е апсолутен факт дека за да биде срцето здраво, мора да се движиме, дека мора да пешачиме. Тоа е вториот момент. Третиот момент кој што многу влијае конкретно кај срцето е општото ментално здравје и стресот. Можеме да споредуваме какви се условите на живење и животниот стандард тука, можеби и стресот кај нив и кај нас. И има и низа други. Впрочем, ако земеме здравјето да го гледаме како одредници, од аспект на јавно здравје, не е еден фактор, туку се најмалку 7. Храна, физичка активност, спиење, ментално здравје, стрес, социјални фактори, колку се дружиме, тоа сега е посебен тренд, се зборува на тоа, дека кога имаме добри врски со луѓето околу нас, сме многу поздрави. И потоа, за жал, факторот кај што ние не можеме како земја да се пофалиме загадувањето, генетските фактори се одстава на сето тоа, здравствениот систем како одговара на сите овие работи, така што гледаме дека е страшно комплексно. Дека е многу комплексно. Так, не е само храната и не е само да речеме храната како што стануваат трендови популарни, храната сега ќе пазиме или тие јадат ова, ние не јадеме тоа и да го објасниме ова прашање. Ќе зборуваме во продолжение и за тоа. Сега на почеток би сакал во однос на она што е глобален тренд, а тоа е од 1990 година до 2011 година глобално, генерално во цела Европа се зголемува животниот век и тоа по околу 2 години на една деценија. И тоа е златно доба на зголемувањето на животниот век. По Втората светска војна наваму и Европа достигнува максимални вредности тука. Шпанците со 85 години се најдолговечни, потоа се скандинавците и некои други европејци. Ние стасуваме до 76 години во просек, зборувам за македонските граѓани, повторно далеку зад европејците. Меѓутоа, има еден друг парадокс, би рекол, во 2011-та тој раст значително забавува, односно животниот век престанува да расте. Така. Зошто е тоа така? Има паралелно треба да се гледаат неколку трендови. Например, еден од главните трендови кој што паралелно се случува на овој е растот на така наречената ултрапроцесирана храна. Значи, таа била присутна порано, меѓутоа во овој период, во последните 2 децении, доживува експоненцијален раст. Например, во Соединетите Американски држави, каде што има податоци за тоа, 60% од калориите кои што ги земаат луѓето во текот на денот, потекнуваат од таа вештачка храна. Вештачка храна. Тоа е храна што не е храна, ултрапроцесирана храна. И сега некој ќе каже, пак еден од факторите што го објаснува овој тренд на забавување на растот, меѓутоа таа храна станува до таа мера присутна за да вие 60% од дневните калории, впрочем, ако ви доаѓаат од нејзе, тоа не е мал фактор. Тоа е можеби и централниот, можеби и најбитниот. Што е тука многу важно? Таа храна станува се поевтина,
се подостапна. И бидејќи во нејзе има многу засилувачи на вкус, низа други бои, сето тоа што ја прави да бидеме зависни од нејзе, таа се повеќе и повеќе развива не популарност, туку степен на зависност кон нејзе. Значи не може човек кој што е навлечен, така да речеме, на ултрапроцесирана храна, туку така да рече готово веќе од утре не. Најлесно тоа се гледа кај децата. Ако се навикнат на чипс, кој што спаѓа во тој тип на храни, вие нема лесно да го убедите тоа дете да престане со чипсот. Значи, ако почне, потоа ви следува еден детокс период од најмалку 2 недели на карање на расправање дома, додека да успеете да го извлечете од таа. Добро, велите значителна мерка има влијанието на храната, не е пресудна, не е пресудно, значи претпоставувате дека забавувањето на трендот на раст се должи најмногу на оваа вештачка храна. Тоа е прво. Што друго треба да се земе в предвид со оглед на тоа што технолошкиот развој оди на максимално ниво? Живееме секако во најдобрата ера, историски гледано како цивилизација. Медицината е на најголем развој, степен на развој. Точно. Значи, само храната останува како фактор. Има и друг момент. Например, сега кажувате дека многу е инвестирано во медицината и медицината оди напред. Тоа е факт. Меѓутоа, кај развојот на медицината секогаш треба да го поставиме прашањето каде е вистински фокусот? Дали на овој крај така, или на превенција или лекување? Точно. Соединетите Американски држави годишно во 2023 година потрошиле 4,9 трилиони. Тоа се морав да проверувам тие бројки што значат. Тоа се 4,9 илјади милијарди долари истрошени на здравствен систем. Како третман и лекување. Како третман и лекување. Многу мал процент од тоа се однесува на превенцијата. Тој систем е така поставен заради тоа што некому му одговара да биде така поставен. Сега може да се смени ако интересите не се во прашање? Апсолутно, ако интересите не видите. Има, например, Калифорнија во 90-тите години прави чудо со тоа што до ден денес тоа се учи на секаде. Сите кои што учат јавно здравје знаат дека тие прават една многу позната инвестиција во одвикнување од пушењето и парите кои што им се враќаат како заштеда од лекување и смртни случаи се многу повеќекратно големи во однос на тие пари кои што Калифорнија ги вложува со цел да го одвикне населението од пушење. Македонија, нели, сега да се вратиме кај нас. Ние имаме бројки на пушење на стапка на населението помеѓу 45 и 50%, според различни извештаи, рапорти светски. Тоа е, ние не треба понатаму ништо повеќе да одиме за Македонија, кога зборуваме и зошто нашиот животен век е пократок во однос на Европа и на Америка. Ние ништо понатаму не треба да истражуваме. Еве си ја имаме целта пред нас. Се разбира, нели, пак ќе речам, факторите се многу, но ние ги бараме централните. Кој ги спречува тогаш, еве, велите интереси во прашање се и заради тоа е така, Америка троши недобројани пари за третман и лекување наместо за превенција, и ако е така таму, кој ги спречува здравствените власти на локално ниво кај нас во Македонија или генерално во Европа да го сменат фокусот и наместо за третман и лекување на болести да се инвестира во медицина на превенција? Целосно системот е поставен кон тоа, ние и кога учиме медицина, кога студираме, кога сме фокусирани на сето тоа, ние лекарите прво гледаме во однос на тоа што може да биде третманот, не превенцијата. Превентивната медицина не е ни толку почитувана помеѓу нас колегите. Повеќе, нели? Зошто е тоа така? Заради тоа што системот е сетиран околу интервенцијата. Што можам да ви направам сега јас вам, за вие да ми бидете благодарни, така да речем, да почувствувате веднаш подобрување. Не сакам интервенционата медицина да ја намалам. Меѓутоа, ако јас превентивно ви помогнам вас, вие никогаш нема да знаете дека токму тоа што сме разговарале, што сум ви помогнал околу што и да е, дека сте избегнале некој проблем здравствен. Или да го симплифицираме ова, лекарот е среќен ако има болен пациент затоа што ќе има работа. За жал, системот моментално е поставен така. Значи, зборувам на светско ниво. И последиците ние како дел од тој поставен светски систем ги гледаме. Меѓутоа, тоа сепак морам да кажам дека се менува во последните 10 години. Значи, има многу повеќе, кога вие ќе земете сега веќе да ги отворите, например, упатствата за лекување на болести. Сега веќе јасно гледате во последните 10 на 15 години дека првата, така наречена прва линија на терапија, ние го користиме тоа во медицина како жаргон, прва линија на терапија, модификација на животен стил. Односно, дека сега веќе во официјалните документи за лекување, протоколите, упатствата,
Јасно стои напред дека прво треба на пациентот да му се помогне, да промени исхрана, да почне да пешечи, да подобро да смена сите навики на Ама животни. еве стасавме до таа точка. Има истражувања правени во медицината колку време треба од кога нешто фактички ќе го потврдиме преку научни студии да биде 100% сигурно, колку време истиот тој факт сега веќе научно потврден, за колку време ќе се појави во учебниците по медицина. Некој седнал и тоа го мерел, 17 години е тој период, тоа за доцнување. Тој гап на англиски кажано, кога нешто сме 100% сигурни, Додека се додека да имплементира. почнат да го учат следните генерации. Добро, има уште еден негативен тренд кога станува збор за податоците статистиката, освен ова забавување на растот на животниот век Така. на глобално ниво, се случува и фокус 2019 најголем пик на растот на животниот век и кај нас и во Европа, а потоа следи драстичен пат годинивек, негативен тренд кој се уште трае. Тоа е веројатно така поради пандемијата. Така е. Пандемијата бележи поголема смртност која го урива просекот Да. и веројатно тоа е тука јасно и не би требало многу да зборуваме. Ама ќе има уште неколку години. Значи ќе се влечкаме уште, заради тоа што ние се уште сме во една фаза кога опашките од пандемијата се уште присутни. Тоа не е уште јасно од што настанува, но се уште во светот постои така наречена вишок смртност, односно смртност која што не можеме да ја објасниме, која што не била присутна пред пандемијата, а сега ја има. И тука има неколку теории. Има теории дека можеби вирусот е таков да остава долгорочни последици. Има друга теорија интересна за нели тие што се повеќе што веруваат во Склони заговори. кон теории на заговор. Ете така, таму велат дека вакцината го направила тоа. Го намалила имунитетот. Го намалила имунитетот и сега има пораст особено кај млади луѓе во 40-тите, во 50-тите години од животот на смртни случаи кои што порано ги немало. Кардиоваскуларните или мозочните инсулти по-конкретно, факт е дека се во пораст и не Глобално зборувате или? глобално. Европската унија, Европската унија и Соединетите американски држави, иако двете како ентитети се многу различни, Така. кога ги анализираме од И по социоекономски, и по сите, и по културолошки. Многу. Да не навлегуваме во таа тема, помеѓу нив има големи разлики. Но ние повеќе се гледаме себе во контекстот на европското семејство и тука, за жал, бројките кај нас се такви какви што се. Добро, да се вратиме повторно во Македонија. Спомнавте фактори низа по медицински протоколи и по теорија. Во Македонија, зошто заостануваме 7 години? Почнавме со тоа, зад просечниот животен век на Така. европејците. Кога станува збор за степенот на развој на медицина, слични сме со некои земји помалку развиени од членки на Европската унија, со соседите од Бугарија, со Хрватска, со Словенија, делевме една држава. Така е. Меѓутоа, кога се споредуваме со бугарите, имаме и поголема просечен животен век од бугарите. Тие се земја членка на Европската унија, меѓутоа умираат неколку години рано од македонските граѓани. Од југословенскиот систем. Значи има кога здравјето е во прашање, последиците се гледаат во децении. Значи и ние денес да почнеме да ги правиме најдобрите можни мерки, најрано за 5 години од денес ќе ги видиме ефекти. Значи ова што ни се случува со загадувањето сега, како последица ќе го почувствуваме дури по една деценија најмалку? Па и веќе ние го чувствуваме тоа што е присутно од порано како загадување, меѓутоа да, ќе имаме овие екстреми што се карактеристични последниве години. Ќе се Дефинитивно. одразат веројатно на сегашната генерација, на децата. Дефинитивно. Ќе има и ќе го гледаме тој момент, бидејќи знаете како, нели, ние во медицината очекуваме дека многу работи се јасни, меѓутоа еве конкретно аерозагадувањето се уште му откриваме нови димензии во однос на тоа што прави на нашето здравје. Така што не сме ни докрај сигурни кои се вистинските последици што уште имаме да видиме како последица на аерозагадувањето. Имате чувство дека зрее свеста кај македонските граѓани за здравите навики, за стилот на живот. Бидејќи на секој чекор забележливо, ако се движиме еве во главниот град, има продавници за здрава храна, има оние ресторани кои нудат здрава храна, има многу фитнес клубови, зелени зони, луѓе кои вежбаат, Тука има луѓе кои се физички активни. Како е таа контрадикторност? Животниот век почнува да се намалува, а се повеќе млади се свесни за придобивките од здравиот стил на живот. Свесноста не дава голем ефект додека не премине во дело, во акција. И ние сме во таа фаза кога го градиме моментот на свесност, меѓутоа вие ако земете да разговарате со луѓе во Македонија колку се свесни, еве пушењето го спомнавме дека е проблем, апсолутно како од пушка ќе ви кажат дека се свесни дека тоа не е добро за нивното здравје. Меѓутоа гледаме дека многу трендовите не се менуваат. Тука
треба да се нагласат два тренда. Едниот е многу важен, пренагласување на личната улога. Значи, човек има граници докаде може да влијае на своето здравје. Тука треба системите, здравствените системи, да превземат акција. Значи, човек или самата држава. Здравието не е прашање само на поединецот или само на Министерството за здравство. Туку тоа е така наречена хоризонтална политика која што треба да го засегнува Министерство за земјоделие, Министерство за животна средина. Употреба на пестициди, контрола на се, контрола на храна, на увоз. Имено, ме разбирате? Значи, целиот систем треба да се ресетира. Точно. И од таму може да потекнува подобрување на здравјето, од тоа, например, колку има храна во пестицидите, дали работи царинската... Бидејќи како јавен здравствен систем, ние забележуваме само лоша организација низ години. Ние не сме толку катастрофални ако се споредиме генерално со некои многу поразвиени земји од кај нас. И во Америка не е се идеално кога станува збори, нема идеален здравствен систем. Апсолутно да. Кај нас е нешто проблематично, нешто имаме и плюс за разлика од некои други земји. Веројатно подобра организација. Што друго би можели и треба веднаш да преземат креаторите на здравствени политики пред се, а генерално и системот, за да повторно почне да се зголемува животниот век на Македонија? Превентивните мерки, во која смисла најконкретно да кажам, значи, например, кога зборуваме за скринингот на малигните болести, таму имаме простор голем што можеме да подобриме. Значи, таму можеме многу да работиме. За порано откривање, за рана детекција. Рана детекција. За поефикасно справување потоа. Раното откривање многу пати значи и целосно излекување или многу подобар животен век во однос на тоа што поднатаму ќе се случи. Знаете како тоа е толку комплексен систем кој што само за ова зборувам, само за раното тестирање, бидејќи вие имате одеднаш ресурси кои што се однесуваат на колоректален карцином, кои што се и сега паралелно треба и да ги правите скрининзите и луѓето кои што по дадена диагноза по потреба дошле. Тоа е голем прилив. Тука се поставува прашањето: во колку центри во Македонија тоа ќе сакате да го направите? Дали на секаде имате доволно екипа која што може да спроведе една колоноскопија? Сега тоа го фативме како дел. И колоноскопијата е дел од колоректалниот карцином, кој што патем речено расте и има, за жал, висока смртност. Сакам да речам, ниту тоа ни од аспект на организација нема да биде денес. Па тој кадар ќе треба да се едуцира одреден период. Па дали има колоноскопи, дали нема, каде се, како се. Сакам да речам дека тоа е многу лесно вака да се каже, меѓутоа да се седне, да се организира, да се имплементира е проблематично. Најмалку неколку месеци иницијално да се воспостави системот и неколку години потоа додека да се крене на здрави нозе. Јас сакам таква акција да видам во државата, бидејќи тоа ќе значи, тоа е таа секундарна превенција. Примерна превенција се кампањи, едукација на населението. И тие згаснаа, нели ги имаше во периодот 2007-та, 8-та, 9-та, дока и 12-та од прилика, и тие згаснаа. Мислам дека ако треба да постојат во некоја држава некакви кампањи јавни за кревање на свест, тоа е дефинитивно нешто што е поврзано со здравјето. Сега дали тоа ќе го превземат компании приватни или ќе го прави државата, не знам, има повеќе опции, меѓутоа треба тоа да го гледаме да се случува. Примарната и секундарната превенција ќе ни дадат за краток период да видиме подобрување во преживување. Добро, и стасуваме до клучното прашање, а тоа е стандардот на живот, односно на сиромаштија. Така е. Генерална, која не овозможува, веројатно и при свест, и при свесни луѓе, да го живеат животот кој го посакуваат, и поради тоа, бидејќи еве и листата на Светската здравствена организација покажува дека најдолговечни се Монако, Хонг Конг, Макао, Јапонија, Лихтенштеин, Швајцарија, Сингапур, богати земји, Јужна Кореја. Факт. Каде што просечниот бруто домашен производ е на високо ниво и примањата се многу високи. Тука нема збор. Значи, но ние, еве, како држава додека се движиме натака, се надеваме, нели, ние не можеме да чекаме само овие социјални економски фактори да се кренат, па тие автоматски да го подигнат. Да, ако сакаме пасивно да следиме, ќе се случи тоа. Да се надеваме дека економијата ќе се подобри и со тоа бројките де факто ќе се подобрат. Меѓутоа, знаете како, еве пешачењето е апсолутно бесплатно. Значи, секогаш го давам како пример. Ние имаме, според статистика... Меѓутоа, пешачењето во загаден воздух, дали врши работа? Добро. Еве, нека не пешачиме ноември, декември, јануари, февруари. Еве, 4 месеци. Примери, тогаш е зима и ладно. Загаден е воздухот и на пролет и во. Да, ма не е до толку. Еве, сега моментално видите, веќе е март, сега загадувањето е драматично намалено. Сакам да речам, има можност ние да се најдеме себе и да подобриме. Меѓутоа, еве, бесплатно е,
Но сепак отворете ги податоците од Институтот за јавно здравје, студиите што ги имаат правено, ќе видите дека 50% од населението вели дека има нула физичка активност. Дека не ги самите кажуваат дека нема ни пешачење. И во тој контекст велите ги кампања е добре дојдена и неопходна. Едукација. Значи на населението мора здравствената едукација не е нешто што можеме да застанеме и да кажеме готово сега го едуциравме населението. Нови генерации. Ние мораме постојано да го едуцираме и медицината оди напред. И сите тие новости треба да се преведат на народен јазик и да му се презентираат на народот. Сини зони. Подрачја во светот каде што луѓето се најдолговечни. 5. По теорија на долговечност, по теорија на медицина, кои се клучните фактори за долговечност? Сините зони ги имам доста читано, доста следено, меѓутоа не е едноставно, комплексно е. Прво гледа таму, например, една карактеристика е дека тие физичката активност таму ја имаат како дел од нивното дневно живење. Нема одење во теретани во овие 5 зони, не сакам да ги нападам теретаните. Меѓутоа, луѓето постојано се движат од сабајле до вечер во тие... Најчесто си работат земјоделство. Најчесто работат земјоделство. Например, еве, нам блиску ни се 2 острови, Сардинија и Икарија во Грција. Населението, и тие се и двата прилично, така да речеме... Што е многу чудно, Сардинија е непосредно до Сицилија. Сицилија е регионот со најмал животен век на ниво на Италија, а Сардинија со најголем. Точно, и еве ги тука моментот на навиките, на тоа како прават и што прават луѓето внатре и како се однесуваат. Зошто сардиниците живеат повеќе од сицилиците? Они, за нив е карактеристично тоа истото што и за Икарија, две големи карактеристики имаат. Едната е дека постојано се движат пешки нагоре-надоле. Стрмен терен е и на двете места, има планински терен. Вториот момент има една многу нагласена социјална димензија. Дека многу блиско живеат едни со други, дека секојдневно комуницираат, дека ги држат повозрастните генерации како дел од семејството стануваат и дека не се двојат и дека тоа влијае многу во однос на продолжување на векот на постарите лица. Меѓутоа и Окинава, Јапонија има 100 годишници многу. И Окинава, и Коста-Рика, и уште еден регион во Америка, таму веќе е малку поспецифично. Лома Линда, Калифорнија. Да. Добро, кога зборуваме за долговечноста, еден од факторите кои може би звучи чудно малку е здодевноста. Не во смисла на да ни биде досадно, туку здодевноста во смисла на бавност, мирни утра, да не мора да станеме, да рипнеме, да не разбуди аларм и да трчаме во денот и да бркаме и да завршуваме обврски. Тоа е колку е тоа стресот, битно? апсолутно да. Тоа е моментот на стресот. Впрочем, голем дел од овие бројки се објаснуваат, негативните трендови се објаснуваат и преку зголемувањето на стресот во урбаните средини. Дека луѓето се повеќе и повеќе се под притисок на тоа современо живење и тој стрес ние знаеме дека прави хронично воспаление. Хроничното воспаление е коренот на кардиоваскуларни болести, дијабет, малигни болести. Бидејќи додека телото се занимава со хронично, многу други работи се случуваат во позадина и не може да интервенира, не може да ги спречи или да ги прекине. И заради тоа, тука веќе сме оставени, тука личниот момент е присутен, за тоа како секој од нас ќе најде начини да го менаџира, да се справува со стресот и неговиот поглед кон сите тие ситуации кои што предизвикуваат стрес да се смени. Жителите во Грција, на тој остров, на Икарија, Икарис, стануваат доцна и легнуваат многу доцна. Навечер пијат вино, се собираат, се дружат. Имаат задолжителна попладневна сиеста, оној попладневна дремка или одмор. Така е. Тоа е тој момент на сиестата што ја кажуваме, меѓутоа и моментот социјално што го спомнавте дека тие попладневни часови исклучиво заедно ги проаѓаат. Тоа е многу блиско до нашата култура. Современото живење малку го измести тоа. Јас како дете во Струмица се сеќавам, штом ќе дојдеше лето попладне, сите повозрастни луѓе во нашето мало, но и низ цела Струмица беше тоа традиција, ќе ја земаат својата клупичка или столче и ќе ја изнесат на улицата пред вратата. И одеднаш ние децата си играме нели во средината на улицата, меѓутоа сите повозрастни, бабите и дедовците седнуваат одоколу. И тоа е веќе додека да се стемни, да се разговара, да се зборува, да се дружи. Тоа е тој момент на социјализација кој што и се испоставува дека е многу поважен од колку што мислев. Работите се неспоредливи со тие некои времиња дамнешни, кога сепак животниот век бил значително понизок од сега. Од други причини. Едното сме го изгубиле, друго сме добиле, меѓутоа треба да се избалансира веројатно. кога веќе ги знаеме податоците, до оваа мера
дружењето е многу поедноставна работа отколку воведување на нови методи за лекување. Тема е многу интересна, имаме многу за зборување, меѓутоа за жал ни снемува време. Уште 2 минути како препорака ваша, еве како вие лично како доктор Митов, професионалец кој има голем број обврски во денот. Така. Човек кој го диша овој воздух, кој за жал сите го дишаме, и човек кој доаѓа во контакт со сиот заеднички стрес што го делиме, го чува своето здравје, и која би била препораката конкретно? Видете, јас, Македонија е земјоделска земја, јас сум градинар. Тоа што го препорачувам на сите е колку што имаат и мало парче земја, двор особено ако имаат, низ Македонија апсолутно е така, во Скопје поинаку повеќе во згради живее населението. Значи градината е... Меѓутоа градината е нешто што може да го одржува здравјето од многу аспекти. Прво, може физички активни да надржи, второ, менталното здравје дефинитивно ни го подобрува, и трето, таа храна која што сами ќе си ја произведеме, ќе ни влијае како лек. Тоа е старата мудрост на Хипократ, храната да биде лек, лекот да биде храна, е таа која што ние си ја произведуваме е лек во вистинска смисла на зборот. Еве еден мал совет, градинарење, макар и да биде на балкон, макар и да почнеме со одгледување херби на балкон, односно разноразни чаеви, да си има контакт зачини со растенијата и со земјата. и со земјата. Тоа е еден совет што може многу фамилии во Македонија да го применат. И веројатно следни 2 пешачења и помалку процесирана храна. Готово. Ме дополнивте. Доктор Митов, благодарам многу за гостувањето Ви во Телевизијата на благодарам. Телма. Ви благодарам. Почитувани, останете со нас. Следува второто информативно издание и вестите на Телма. Имајте убав ден и довидување утре во истото време.